По долги години на игнорирање, скопското партиско крило на СДСМ повторно е актуелно, силно и најмоќно. Сите информации водат до речиси идентични имиња кои пак заклучокот од вчерашната седница на Централниот одбор го прават речиси извесен. Очекувањата и шпекулациите во вакви прилики се различни, но јасно е дека новиот лидер Димитар Ковачевски одлучил да игра на сигурно и со список од проверени играчи. Лица кои во партијата долг период беа нешто, но и лица кои од партијата исчезнаа без и да им се знае адресата. Така, на 3 од 4 подпредседателски позиции ќе дојдат нови лица, а нови кадри ќе има на 2 од 3 секретарски позиции. Се очекува во извршниот одбор да има 50% нови лица, а меѓу предлозите се слушаат имиња на универзитетски професори, архитекти, поранешни партиски функционери, но и млади кадри. Сања Лукаревска останува заменик председател на партијата со оглед дека таа има конгресен мандат, а од досегашните 4 партиски подпредседатели Царовска, Филипче, Спасовски и Битики, на истата позиција ќе остане само Фатмир Битики. За сигурен нов подпредседател се смета актуелната пратеничка Бисера Костадинова Стојчева, но и градоначалникот на Валандово Перо Костадинов, како и поранешниот градоначалник на Карпош Стефан Богоев. Во СДСМ тврдат дека без нема дилеми нов генерален секретар на партијата ќе биде Миле Зечевиќ, функција која досега ја извршуваше блискиот соработник на Заев Љупчо Николовски. Новина во СДСМ е новото тело, Совет за креирање и имплементација на политики, на чие чело е планирано да застане поранешниот висок функционер на партијата и универзитетски професор Игор Ивановски. Разговори за враќање во раководните структури на СДСМ имало и со Андреј Петров, поранешен генерален секретар на партијата, пратеник и градоначалник на општина Карпош, но не е познато за каква позиција станува збор. Иако доминацијата на скопските кадри овој пат е неизбежна, јасно е дека високо позиционирани партиски кадри ќе има и од другите градови, но прашање е дали тоа ќе биде само формалност или новиот лидер Ковачевски ваква равнотежа веќе планирал. Во секој случај, сите непознаници ќе исчезнат вечерва, а нештата ќе станат јасни, барем според кадровските прашања.